Градоначалник деновиве на вашиот Facebook профил напишавте, ќе цитирам ако дозволите, ова е време суштински да се промени начинот на кој ја водиме економијата во Охрид, да помогнеме сите во изградбата на новите темели на 21. век. Ни треба реформирање на нашата локална самоуправа, така што ќе бидеме поефикасни, потранспарентни и многу повеќе креативни. Тоа подразбира сосема нов начин на размислување и ново чувство на одговорност за секој потрошен денар. Сакам сите да се однесуваме како возрастни, да престанеме да играме видеоигри, да сватат сите дека тоа не е само мојот пат, ниту автопат. Кон кого ја упатувате оваа порака? Токму така, како што ја упатив пораката, значи пораката има секој пат цел. Таа не е порака за да се забавуваме само на социјалните мрежи, меѓутоа таа е порака со која што на некој начин сакам да ги мотивирам граѓаните, односно целокупното жителство на овој град, дека мора конечно да преземат секој со свој личен допринос да преземе некоја општествена одговорност. Затоа што градот ни припаѓа на сите нам. Градот не му припаѓа само на градоначалникот, ниту на локалната самоуправа, ниту на локалната администрација, туку му припаѓа на секој граѓанин кој што живее и работи во овој град. Од тие причини сметам дека мобилизација на целокупното жителство на градот Охрид во подигање на свесноста дека сите на некој начин имаме општествена одговорност да го подигнеме, односно да го издигнеме овој град, е од круцијално значење за мене како градоначалник. И во таа насока сите оние мерки, активности, проекти, планови, идеи кои што потекнуваат од нас, а кои што се рефлексија на барањата на граѓаните, на потребите на граѓаните, ќе најдат своја суштинска промена. Ние во локалната самоуправа сите наши активности сакаме на некој начин да ги доближиме до граѓаните, да бидат лесно сватливи од страна на нашите граѓани, за сите тие на свој начин да бидат ангажирани околу реализација на подобрата иднина на овој град. Значи, таа порака, уште еднаш ќе кажам, е упатена до сите, до секој оној кој што живее и работи во овој град, почнувајќи од мене лично, почнувајќи од локалната администрација која што функционира во склоп на локалната самоуправа и од јавните предпријатија кои што се сервис на граѓаните на Охрид. Затоа што тоа не е моја желба. Градот Охрид ниту почнал со мене, ниту завршил со мене, ниту ќе заврши со мене. Како што не почнал и не завршил со сите негови претходни градоначалници или градски татковци. Не почнал ниту со локална администрација, ниту со претходните локални администрации, ниту ќе заврши. Водењето на градот Охрид е општествена и колективна одговорност. Значи, мерките и активностите кои што ние ги преземаме за подобро функционирање на овој град, значи, не се траса која што ние сме ја добиле од нашите предци. Таа траса, сите тие, ние треба да ја градиме. Значи, тие патишта треба да ги заедно трасираме со граѓаните на Охрид, кои што треба да имаат разбирање за нашите активности, затоа што сите тие активности се насочени во насока на подобрување на квалитетот на живот на заедницата, а не на индивидуата. И затоа кажав дека во таа порака дека тој не е мој пат, не е мој личен пат. Значи, јас не правам нешто за мене. Ниту локалната администрација во Охрид тоа го прави за себе, го прави за граѓаните на Охрид. А за да ние го оствариме, за да чекориме по тој пат, ни треба сите граѓани на Охрид. Не само оние кои што се задолжени да работат во локалната самоуправа, туку ни требаат сите граѓани на Охрид. А кажав дека не е ниту автопат, затоа што едноставно тоа не е траса која што ние сме ја наследиле од минатото и по која слободно се движиме по некоја траекторија. Туку сите ние треба да ја трасираме.